А сега предводникот на овие протести и председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. Добро вечер, драги пријатели, почитувани медиуми, новинари, добро вечер. Добро вечер и за припадниците на Министерството за внатрешни работи. Добро вечер и за вработените во судовите, но и оние кои што редовно не следат со камерчиња, па потоа пребројуваат, идентификуваат, преместуваат од Скопје во Кичево, од Кичево во Битола, од Битола во Гевгелија, од Гевгелија во Куманово и поднесуваат извештаи на своите претпоставени. Ви велам добро вечер, ама сите знаеме дека не ни е добра работава. 4 години се власт, советување дека ќе донесат правда, и 4 години гледаме само неправда. Најдобар доказ за тоа е дека имаме неправда е тоа што за 4 години не одговараше ниту еден министер, директор, градоначалник за злоупотреба или криминал. Станавме држава во која дури ни ситните лоповчиња не одговараат. Туку стануваат репер за успешни бизнисмени со украдени пари. А мафијата само кеш признава. Сите меѓународни извештаи на сите угледни институции, дали се викале Transparency, Economist, Freedom House или Европската Унија, укажуваат на многу недостатоци во земјава. И еден главен проблем, а тоа е криминалот. Не може мафијашка влада да вика дека сме правна држава, а никој да не одговара за криминал. Скандалите и криминалите ги има секој ден. Човек веќе заборава сите афери на мафијашката власт во овие 4 години, за кои заедничко е што се безправен поредок и правна разрешница да ги наброи. И видете, што се случува во овие 2 месеци власт на мафијата на СДСМ? За само 2 месеци им пропадна банка од 200 милиони евра. Секаде во светот да пропадне банка, барем ќе има каква таква истрага. А кај нас молк. Обвинителството молчи. Се случи со панамски пари да се купи земјиште во Тетово за бизнис вреден 200 милиони евра. Наместо да се сокрие и молчи од срамот, Зоран Заев излезе и јавно призна дека тој бил човекот кој им наредил на советниците да гласаат, со кој се овозможува бизнис од 200 милиони евра во Тетово. Обвинителството се прави како да не слушнавме снимка од тој анти-НАТО и анти-ЕУ бизнисмен, дека каде вели дека си платил пари и дека редовно се среќавал со Рашковски и Заев. Самиот кажува, а обвинителството молчи. Во овие 2 месеци се случи да излезе извештај дека се потрошени над 8 милиони евра ваши пари. Наши пари за службени возила. Ама Јанкуловска мора да одговара за Мерцедесот кој денес власта на Заев го вози. И одењето во затвор пропратено со малтене пренос во живо, за да се задоволи злобата на мафијата и Заев беше со цел, со единствена цел, тие денови да се оттргне вниманието од хаосот за стартот на учебната година. Гледа и се задоволува со тоа што ги видоа лисиците на расете на Јанкуловска. За тоа ли баравте правда, за тоа ли баравте мир?
горде отиде во затвор. Ама ова иста власт, истава мафија го пушти на слобода убиецот на Мартин Нешковски. Тоа е мафија. Во овие 2 месеци е зголемија цената на електричната енергија. Не затоа што се зголемени трошоците, туку да има повеќе влечење на пари од универзалниот снабдувач. А потоа ќе ме малтретираат на телевизиски интервјуа во коалиција со универзалниот снабдувач затоа што тој плаќа од вашите пари, народни пари, за да можат да го напаѓаат лидерот на опозицијата, затоа што тој протестира поради зголемената цена на електричната енергија, затоа што народот се плячка, затоа што народот се тормози и навредува. Ете, таква е правдата која што оваа мафија на СДСМ заедно со корумпирана бизнис елита ја донесува во нашата Македонија. Да не зборам за оние тендери од 200-300 илјади евра доделувани на советничиња во власта. Тоа стана ситна работа во споредба со главните пари на мафијата. Се тоа само за 2 месеци, а обвинителството молчи. Се разбира, обвинителството молчи, заспано е, затоа што неспорно тоа е дел од мафијата. Не може да постои мафија ако не постои обвинителство кое амнестира криминал и судство кое што ја помага мафијата. И нивната вина не е само со неказнување на криминалот, туку и со произведување на криминал. И ова не го зборувам на памет. Овие 2 месеци излезе извештај на државната институција, Државниот завод за ревизија, со кој се констатира дека специјалното јавно обвинителство, се сеќавате на изјава на Зоран Заев кога вели дека со мене не можел да се договори ништо затоа што со претходно се договорал за пржино, а резултат на пржино е специјалното јавно обвинителство со кое што денеска илјадници членови и активисти на ВМРО ДПМН се тормозат. Ете тоа специјално јавно обвинителство украло ваши пари. Криминалците од специјалното јавно обвинителство украле ваши пари. 4,6 милиони евра. Тие кои што требаше правда да донесат, крадеа ваши пари. Пари на народот. Тешко спечалени пари на народот. Затоа Христијан не се договараше Зоран Заев со тебе, за да нема ново пржино, за да не може истите тие бандити да украдат нови милиони евра, ниту од народот, а ниту од владата. Затоа јас никогаш нема со тебе да се договорам, нити за тој договор понижувачки од Преспа, ниту за договор како од пржино, за да не оставиме на бандитите парите на народот да ги крадат и да не одговараат за тоа. Потрошиле 4,6 милиони евра за додатоци на плата, а ништо не сработеа, освен да посипуваат со пепел и да уценуваат луѓе за пари. Тоа се вика чист криминал, лоповлук и крадење. И не може никој да ме увери дека тоа не го знаеше мафијата на власт. Информациите говорат дека извештајот бил готов уште пред 5-6 месеци, ама држен во фиока за да не направи штета на Заев и мафијата пред избори. Само да опишам дека со 4,6 милиони евра поделени на неколку луѓе можеа денеска да се купат 20.000 компјутери за нашите најмили, да можат
на европски цивилизиран начин да следат настава, да може да се образуваат. Можеа да се дадат 20, не 2 денари за лозарите од тиквешијата, кои што денеска се мислат како да го поминат месецот од први до први, не ни размислуваат за следната реколта, а се думаат со секире и пила да ги исечат лозјата кои што до вчера ги хранеа нивните семејства, ги образуваа нивните деца. Можеа да се изградат 4 нови училишта, 5 нови амбуланти, ама тие отидоа во джебот на Чарлиевите ангели. Свесен сум денеска дека после оваа изјава ќе го навлечам сиот гнев на Чарлиевите ангели. И свесен сум дека активистите на ВМРО ДПМН, оние лојалните, честните, честитите, кои што останаа со ВМРО ДПМН, не оние кои што му седат во скутот на Заев и плукаат против мене и ВМРО ДПМН, плукајки против Македонија, коленичат за милост пред мафијата, туку оние честните од утре ќе бидат повекувани овде, ќе се изживуваат врз нив. Ние ќе издржиме. Ќе ги издржиме и Чарлиевите ангели. Ќе го издржиме и овој мафијаш на власт. Ама ќе дојде денот. Ќе дојде денот кога правдата ќе ве стигне, доживеал јас или не. Тој ден ќе дојде, јас ви ветувам. Поради сиот овој криминал, обвинителството молчи. Затоа ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава. Иако знаеме дека со ова обвинителство шансите за одговорност се мали, но нека седи. Нека знаат дека ќе дојде на сцена таа кривична пријава кога правдата ќе ги стигне сите. А врвот, круната на мафијашењето на оваа власт е тоа што власта реши Кацарска да ја унапреди за завршената работа. Кацарска да ја направи уставен судија. Значи ова што го гази законот сега треба да го чува уставот. Какво е тоа пукање во слепоочницата на правдата? Незиното име се споменуваше како синоним за корумпираното судство. А сега таа треба да го чува уставот, а уставобранителите се уште по затворите, казнети по 17-18 години робија. Им белеа делени притвори, како да е тоа најлесната работа на светот. Ама еве стигна доказот дека политика е во прашање, а зад политика има мафија. Мафија на власт. Затоа ќе го слушнете Зоран Заев, кој што онака помалку надмено, што толку излезен од оној Мерцедесот, за кој што горде денеска е во затвор, а дома синот солзи рони, кој што го гази на патосниците на крвта на тие луѓе кои што го спечалиле. Помалку надмено ќе каже немало што тој да ја коментира опозицијата. Ќе дојде тој ден кога ќе молиш да ја коментираш таа опозиција. Јас ти верувам. Јас ти ветувам дека ќе дојде ден, дали со мене, без мене, жив на овој свет, ќе молиш пред овој народ. Верувај ми дека ќе молиш. И затоа овој истиот човек бега опозицијата да предложи јавен обвинител независен, како дете кое ќе се заигра. Еден ден нуди обвинител на опозицијата, а друг ден се повлекува. Страф му е зашто знае дека ако ги нема овие,
ќе треба да одговара и тоа ќе одговара за многу криминал. Еве нека биде еднаш исправена кичма и нека прифати независен јавен обвинител на предлог на опозицијата. Нам ни треба Елиот, не Космодиск, обвинителство какво ова сега. Не смеат да зуцнат за правда, не смеат да ми зуцнат за rule of law, се додека не ми објаснат како градоначалник на општина кој што сите го гледавме и слушавме дека бара мито, денеска не одговара за тоа мито. Не можат да зуцнат и да ми спомнат за владење на право, ако не ми објаснат како на избирачки места за време на референдумот имаше излезеност поголема од 95%, а таму нема ни 35% од жителите кои што гласале. Не можат и не смеат да ми објаснат за владење на правото додека не дознаеме кој ги слушаше обвинителите и судиите, а министерот за внатрешни работи велеше дека снимките биле на сигурно, Божем кај него да не се грижиме. Не може да има владење на правото додека не се осветли рекет 1, додека не се вештачи телефонот на Бојан Јовановски. Не може да има владење на право додека не се осветли случајот рекет 2. Не може да има владење на правото додека не ги видам оние 11 милиарди кои што ги ветуваа на овој народ вратени назад во буџетот. Каде се тие 11 милиарди? Тие кои што до вчера за вас беа криминалци, денеска ви се верни и покорни слуги. Верни и покорни слуги во вашиот скут. Не може да има владење на правото додека не се расчисти како се пуштаа луѓе од притвор за да гласаат во парламентот за тоа што го направивте. Да, не се договарав со вас и добро е што и оние платеници ме обвинуваа дека сум се договарал. Добро е што слушна македонската јавност дека ниту сум се договорал, а јас ви кажувам, ниту имам намера со криминалци како вас да се договарам. Јас сакам и Јован и Антони да ги гледам во очи и со чист образ да го завршам овој земски живот. Никога со криминалци нема да се договарам по било која цена. Нам ни треба правда. Нам ни треба будење од сонот на обвинителството. Нам ни треба правда за обичниот човек. Заев и СДСМ се најголемиот непријател на правдата. И токму затоа нападите кон мене се најголеми. Затоа што не сум се договарал. И тие ќе продолжат. Ќе бидат крволочни. Ќе бидат жестоки. Затоа што знаат. Затоа што знаат дека ако преживеам, ќе одговараат од првиот до последниот. И тие што со нас седеа овде, а денеска се верни слуги на мафијата, заедно со мафијата од прв до последен, ќе одговараат за се што направија. Ќе одговараат и за оние деца што денеска од овде од Елем ги праќаат во централата во Кичево да патуваат за 220 километри на ден. Но и оние во Министерството за внатрешни работи што ги разместија ширум Македонија затоа што не сакале даислугуваат на мафијата. Познавав многумина како вас летнати,
кои што денеска како мачиња предат во скутот на мафијашот. Ке дојде денот кога правдата ќе ве стигне, а јас ви ветувам. Правда ќе има, правда да секого. Ви благодарам да сте живи и здрави, благодарам што дојдовте вечер овде со нас.